Измените на кривичниот законник постпразнично ќе бидат под лупа на пратениците. Оваа точка е на дневен ред на првата закажана седница на собранието во новата година, на 12 јануари. Измените предложени од група пратеници од ВМРО ДПМН го фати последниот рок пред уставен да пресече за спорните измени на кривичниот законник од септември 2023 година. Предходно собранието не го испочитува 6-месечниот рок што уставен му го даде, а потоа Уставниот суд им даде последна шанса до крајот на годината. Пратениците велат дека ова е преодно решение до новиот кривичен законник, со цел да се усогласат со уставен, но и да се отстранат идни евентуални штетни последици од спорните измени на кривичниот законник од 2023. Користеле и компаративна анализа подготвена во собранието. Но оние што го применуваат кривичниот законник предупредија дека измените не се во насока на борбата со корупцијата. Посочија дека има правни празнини, опасност од декриминализација на одредено кривично однесување, кај злоупотребите и кај несовесното работење. А тоа би резултирало со запирање на истраги и судења. Невладините кои следат правосудство побараа измените на кривичниот законник да се ограничат исклучиво на враќање на решенијата кои важеа пред 2023. Една од причините е тоа што во споредба со старите одредби за злоупотребата при јавни набавки максималните казни се двојно намалени од 20 на 10 години, а со тоа се скусуваат и роковите за старување. Предупредија и дека се стеснува поимот корист само на имотна корист, со што се создава ризик од неказнивост за сериозни облици на корупција. Бараат јавна и стручна расправа.